2,5 месеци граѓански протести во Македонија. Шарената револуција и понатаму е на улиците. Дел од барањата се исполни, останува барањето за експертска влада. Кој стои зад протестите? Какви се ситуациите во армијата на Република Македонија? Дали повикот на председателот Ѓорги Иванов ќе ги извади војниците на улица? Денеска во национално интервју разговаравме со Јасмина Дуриќ, подофицер и граѓански активист од Шарената револуција. Вие сте многу познати во јавноста во изминатиот период поради вашиот случај со вашата прекоманда, која, како што велите, поради учеството во протестите на така наречената Шарена револуција. До сега дали сте имале слични проблеми со вашиот работодавец? Гласно зборувавте јавно за овој случај, велите немаше најави, но сепак сте прекомандана и тоа, иако е Арама тврди дека е според закон, вие тврдите дека е поради политички реваншизм. Да, во правилото за служба во армија, значи постои еден дел каде што вика дека за потребите на службата било кое војно лице може да биде прекомандувано на било кое место каде што оценува Арама дека има потреба. Меѓутоа, овој дел не дава никакво образложение на војните лица кои што се прекомандувани, што по друга страна работодавците им дава за право, им дава моќ да го потребат како средство за заплашување и за еден вид казна и одмазда за тие што учествуваат или што се политички неистомисленици со луѓето кои што се на власт. Такава интересна работа е тоа што за потребите на службата е во ред да се прекомандуваат војни лица и тоа секаде во свет постои. Меѓутоа, замислете вие еден американец кој што треба да патува од еден крај на друг крај на Америка, да му соопштат еден ден да предаде должност и да се појави на работното место. Че прво не е запознаен со своите работни должности, не е запознаен со градот, не е запознаен со обврските кои што треба да му бидат и да ги извршува професионално на крајот. Значи, мојата прекоманда да излезе во јавност, меѓутоа јас тврдам дека низ разговор со други мои колеги дека има и полоши случаи од мојот. Ако земеме во предвид дека се работи за луѓе кои што се фамилиарни, самохрани родители, например, исто се прекомандуваат од еден крај во друг крај по касарните. Арама ја правда прекомандата со потребите на службата, вие тврдите дека е политички реваншизам. Дали сте имале конкретни некои притисоци или да речам најави од врвот ради вашето учество во Шарената револуција ќе бидете прекомандени на друго место? Не, немало. И моето учество на Шарена револуција не го крши правилото за служба. Мој уставно право е да протестирам за нешто што не се сложувам. После 4,5 јас сум обичен граѓанин како сите други граѓани. Така, дали учеството во Шарената револуција на некој начин ви попречило во работата и во квалитетот на обврските што ги извршувате во рамките на Арам? Воопшто не. Кога сум идела на работа, сум била тотално професионално сум се однесувала и тотално професионално и можам да кажам дека одлично сум си ги завршувала своите обврски, што кажуваат моите службени оценки и задоволството од колегите за кои што сум се работувала. Чи покрај сите позитивни оценки што ги имате од надредените, не сте сепак сте прекомандувана, не сте оставени на претходното работно место, вие работевте како референт за односи со јавност, а покрај вас значи прекомандувани се и други лица кои се учесници во Шарената револуција. Дали тоа можеби е потврда за политичкиот реваншизам или сето тоа може да помине под превозот на потребите на службата? Во последниве 3-4 години, можам да кажем од самото владење на ВМРО, значи толку големи преместувања се случија во нашата организација, што е веќе страшно и што е веќе во голема бројка и луѓето персоналот нонстоп ротира по касарните без никакво образложение и за потребите на службата. Јас тврдам одговорно дека значи постојат многу непополнети работни места тука во Скопје и многу луѓе кои што треба да работат во Скопје, дури ако не е квалификуван за таа работа, постои преквалификација, постои обуки, не секојдневно вараме, имаме обука и до обука на персоналот да ја врши работата професионално и одговорно. Значи може да се преквалификува и да се остави да работи најблиско до местото каде што живее. И вие имате една ситуација, например, старешини кои што живеат во Штип, Пробишти, Берова, се прекомандуваат да работат во Скопје. Луѓе кои што живеат во Скопје се прекомандуваат да работат во касарната во Штип. Луѓе кои што живеат во Кичево се прекомандуваат да работат во Скопје. И тоа е една таква хаварија. И тоа, пазете вие, прекомандите не се случуваат, например, со подготовка на персоналот, да му се објасни зошто има потреба од него, дека е таква политиката, дека е таква
потребата од нив. Туку тоа се прави инкогнито и вие добивате еден ден доаѓате на работа, добивате прекоманда дека треба да предадете должност денеска и од утре треба да идете веќе во друг крај од Македонија да работите. Пазете, тука се имате фамилија своја, сигурно, семејство, може да сте самохран родител, можете да сте со некакви планови приватни ангажмани во Скопје и они вас ве прекомандуваат за еден ден. Вашата служба тврди дека плаќа на тие што се прекомандувани пат и сместување, но според информациите кои ние ги имаме, такво нешто не е случај. Односно, еден од вашите колеги кој беше прекомандуван во изјава за нашиот портал вели дека не му се плаќа ниту сместување, ниту храна и тоа се е од свој джеп. Значи тие додатоци кои што не се исплаќаат ако немаме нели сопствен стан или стан кој што не е службен добиен од АРМ, значи обично каснат. Треба еден тон документација за да се собере за соствари за права. Едното, ако например се користи организиран превоз, го исклучува правата за користење на тој додаток за закупнина што го земава. Од друга страна, во соопштенијата што од генерал штабот ги даваат, кажуваат дека дури обезбедуваат и војни станови. Мислам, јас баш сум во прашалници сум кога последен пат е даден службен стан на мој некој колега или колешка. 80 дена се протестира на шарената револуција, секој ден сте таму, вие и ваши колеги, дел од нив и беа прекомандувани. Зашто поточно станува збор? Јавноста не е докрај запознаена со овој случај. Да, прекомандувани се колеги кои што кратко време по учество на револуцијата беа прекомандувани. Едниот работи во војна полиција, 31 година има работен стаж и е пред пензија и е прекомандуван да работи во Петровец. Другиот е исто дете без родители од домот за деца без родители, кој што е оставен сам на себе и кој што го прекомандуваат низ Македонија. За кратко време добива прекоманди за потребите на службата. Они се прекомандувани некаде, мислам дека беше 25 мај, кога веќе беа, да кажам, шарената револуција беше во полнек. Што мене ми дава некој чувства дека е тоа начин на дисциплинирање или на казнување на војниот персонал кој што присуствува на шарена револуција. Вие во изјава за еден друг медиум тврдите дека одредени надредени структури во АРМ се всушност партиски активисти и дека за нив не важат тие правила кои ги има во армијата, дека не смеат да се насочуваат партиски, да истакнуваат партиски обележја, а сепак спомнавте дека дел од нив всушност и во просториите работни на Министерството за одбрана се сликани со партиски обележја на владачката партија. Да, имаше во еден од А сепак за нив, се извинувам, нема санкции. Да, во Фокус имаше објавено 2 фотографии каде што се гледа дека во една од канцелариите во Војната академија се истакнати знаме на ВМРО, знаме македонско, што е окей, и знаме на Виргина закачено во канцеларијата. Така, вие сте 80 дена на улиците, во рамки на шарената револуција имате одредени барања, но сепак некои од медиумите ве обвинуваат како шарени револуционери и незадоволни граѓани дека зимате одредени хонорари од организации како Сорос и сличните. Што би можеле вие да кажете по ова прашање? Дали сте земале хонорар за учество во протести? Да земам хонорар за учество во протести, мислам тоа не знам кој може да го каже и не знам како да го искоментирам. Тоа што транзакцијската сметка е единствен доказ кај што можам да докажам дека никој не ми дал пари, освен ако тоа не знам докаде да фантазиите како нас не исплаќаат. Идеме фарбаме и сега добиваме хонорар за тоа, мислам стварно ми е не можам да го искоментирам ова. Меѓу другото, коментарите на одредени медиуми кои важат блиски на едната или на другата страна велат дека преку ваквите активности ваши, вие сте всушност дел од некакво сценарио за рушење на Македонија, а сепак сте припадник на армијата. Да, ова, видете се, ова е една пропаганда која што, за жал, успева кај 1% од граѓаните да веруваат во тоа дека е навистина така. Јас како припадник, значи не протестирам како припадник на армијата, случајно сум работена таму каде што сум работена, меѓутоа протестирам како граѓанин. После, пак да не се повторам, значи после 16 и после ние сме обични граѓани. Значи обично јас зависам исто така од Министерството за здравство, јас зависам од здравствениот систем, зависам од социјалното, зависам од сите органи на државата. И кога гледам дека сите институции се партизирани, меѓу кои Министерството за одбрана, јас сум незадоволна како граѓанка. Така, тоа е токму моето следно прашање. Вие сте вработени од државна администрација, примате секој месец плата, но сепак сте незадоволни од ваквото владење и кои се
побудите на некој што е вработен со решение да протестира против владата која, како што велат граѓаните и дел од медиумите, всушност им го обезбедува левот на некој начин? Вака, мојот работен стаж 14 години дозволи да видам во претходните 10 години од владењето на ВМРО како се работи во државната администрација. Вие имате една состојба, не е само барам моите апетити, не се само да се зима една плата, да се работи во услови какви што се и да бидаме са сите задоволни со тоа. Значи, во нашата администрација успеа да се испрецизира, да речам, целосно и делумно, со што има притисок врз работените. Например, сега можем да зборам за Министерството за одбрана. Луѓе кои што се вработени како подофицери, меѓу кои сум и јас, луѓе што се вработени како професионални војници, со голем процент се завршени факултети, магистратури, докторати и така натаму и така натаму. И тука не се најде никаков начин. Не зборам дека тука сме само ние припадници на, да речем, на другава страна, тука се и нивните припадници и симпатизери на владеачкава партија, кои што не се наоѓа никакво решение да они добијат соодветно работно место, кое што ќе биде со нивните квалификации факултетот што го учеле. Ако тоа успеат да го направат, тогаш вие ќе имате една администрација која што ќе биде мотивирана да учи, да работи, да се надградува професионално и на секаков можен план и ќе биде мотивирана да ги извршува своите работни должности. Тука, например, во државната администрација не се обрнува воопшто внимание како да се мотивираат вработените. Туку како да некако е незаинтересирано, затоа што баш од тие поводи сега зимаме некоја сигурна плата на 1 или на 15 и сега нас не е совршено добро. Значи не е совршено добро затоа и немаме професионална администрација, имаме една незадоволна администрација која што доаѓа на работа, си оди и толку. Не е мотивирано да ги извршува своите должности. Исто е и со цивилните структури. Значи, вие ако сте примени, например, со средно образование пред некои 10-15 години, сте поставени на место полнот референт и до пензија ќе си останете полнот референт. Тука не најде некако државата интерес да го промени тоа и да има согласно напредувања. Така, кога сме ке државата и државната администрација, вашиот председател, вашиот врховен комендант председател Ѓорѓи Иванов, на последната пресконференција вели дека ситуацијата можела да дојде до таа точка до ескалација што тој би бил приморан да извади војската. Колку војската ќе се одзва на командата од врховниот комендант за една ваква ситуација која дел од експертите ја прокоментира како можен повик на граѓанска војна? Да. Таа изјава според мене не е воопшто наивна и тоа е најлошото сценарио што би можело да се случи, поготово ако јас себе си се замислам дека треба да интервенирам на мои сограѓани кои што се борат за апсолутна правда и мир. Од друга страна, не знам како тоа би се одбивало со една ваква незадоволна армија, а од друга страна па заплашена армија, а со оглед на тоа што имаме големи послушници во врвот на Министерството и на Раоштабот, тоа би било едно страшно сценарио. Така да јас оваа изјава не би ја протолкувала како уште една негова глупост. Значи, ќе излезе ли некој на повикот на председателот да интервенира у случај на кризна ситуација, како што најавите? Ќе излезе ли војската на улиците, ми е прашањето? Какви се вашите сознанија, бидејќи вие сте во арама, имате комуникација со војниците, со сите оние кои треба всушност да бидат тие што ќе излезат на улица? Видете, значи председателот е врховен командант и тоа стои како легитимно негово право да не командува. Меѓутоа, по кој основ и по кој закон би не командувал е веќе друго прашање. Ние сите што имаме дадена заклетва сме свесни што треба да браниме и во кој случај треба да излеземе. Меѓутоа, пак ќе кажам, со оглед на тоа што има големи послушници, не ме изненадува фактот да искочи војската. Така, значи, уште за шарената револуција, вие сте секој ден таму, кои се вашите очекувања од ова? Дали сте можеби незадоволни од начинот на кој опозицијските, вие не припаѓате на партија, на кој начин опозицијските структури кои се наметнуваат како некои преговарачи во политичкиот процес ја водат целата работа? Вие имате барања, излегувате на улиците не само во Скопје, и низ Македонија. Имате неколку барања, меѓу кои беше ослободување на оние кои беа приведени поради учество во шарената револуција, повлекување на аболицијата исто исполнето, барате и како шарена револуција бараат и преодна влада од експерти. Кои се вашите очекувања што треба да донесе шарената револуција во Македонија и дали оние кои ја представуваат, мислам на лидерот Зоран Заев, на опозицијскиот лидер, го даваат својот максимум во
автентично пренесување на граѓанската незадоволност на преговарачката маса во Пржино и во другите институции каде што се водат преговори за разрешница на криза? Па јас мислам дека сигурно се трудат да преговараат и да ги исполнат нашите очекувања, затоа што не е сега за сега нашиот единствен представник од шарената револуција кој што е на тие преговарачки состаноци. Дали, ако моје лично мислење дека треба да има представник од нас шарените, кој што ќе биде неопределено за ниедна политичка опција, туку ќе ги представува граѓаните. И тоа треба да остане една пракса во иднина, да будно да се следат сите тие преговори кои што се случуваат таму. Јас имам замерка околу транспарентноста и она што ние како јавност го знаеме што се случува на тие преговарачки состаноци и што точно се преговара. Тука мислам дека јавноста малку. Дали може би поради тоа беше исцвиркан Зоран Заев на некои од протестите пред неколку недели? Не знам зашто бил исвиркан и совршено не ми интересираат партии. Дали владе незадоволство од неговите активности помеѓу шарените револуционери? Тоа е. Па сигурно има и некои што се задоволни, има некои што се незадоволни. Јас можам да кажам дека сега за сега СДСМ, Левица и сите други партии кои што присуствуваат на шарената револуција се наши сојузници, толку имам. Што ќе бидат вашите активности на личен? На личен план моите... во Кичево? Да. Сега во моментов не сум спремна. Учествувате во шарена револуција? Сега психолошки не сум спремна се уште да се појавам во Кичево да ги завршувам професионално моите работни должности. Меѓутоа ќе дојде денот кога ќе отидам. Видете колку и да тоа казна, психолошки сум спремна еден ден да облечам униформата, да го земам јавниот превоз што не е организиран, да отидам до Кичево и професионално да си извршувам работните должности како и до сега. На што ве мистече, благодарам што бевте дел од тоа интервју. Додека граѓаните протестираат, преговорите за затворени врати продолжуваат. Никој не знае за што се преговара, уште помалку каква ќе биде разрешницата на политичката криза.